Поминаа 4 години откако 14 луѓе за 6 минути живи изгореа во Тетовската модуларна болница, а нивните семејства се уште не дочекале вистинска правда. И по толку време, освен кабелот, по година и пол затвор повтор пат добија и директорите на болницата во Тетово. Нема одговорност за надлежните, поранешниот министар за здравство во времето на трагедијата, Венко Филипче, компанијата што ги градеше модуларните болници и тој што е инсталирал електричната мрежа. Револтот на семејствата е огромен, сметаа дека обвинителите се инволвирани во прикривање на делото, бараат одговорните да се гонат. Обвинителството за организиран криминал и корупција ја собра документацијата и отвори постапка. Дури тврди дека во предвид е земени извештај на германските експерти што дојдоа на помош. За јавноста истрагата е се уште матна и нејасно е како главен виновник за страутната трагедија може да е само кабелот. Во судскиот процес кој се водеше во изминативе години, обвинети беа екс-директорот на Тетовската болница Флорин Бесими, како и поранешниот економски директор Артане Теми, но и двајцата не се гонеа поради причината за пожарот, туку бидејќи не ставиле пропишани уреди за гаснење на пожар. И натаму неразјаснато е дали болницата била изградена според сите прописи и дали тендерската документација била изготвена за да се изгради безбедна модуларна болница. Тогашниот министер за здравство и сегашен лидер на СДСМ Венко Филипче тврди дека совеста му е чиста. По трагедијата си поднесе оставка како министер. Во интервју за Фокус тој вели дека во пандемијата трагедии се случувале секаде. За жал трагедии во пандемијата се случуваат на секаде. Трагедии ќе имавме уште повеќе да не ги обезбедевме ковид амбулантите. Луѓето ќе умираа во чекалните или на паркинзите. Знам само дека мојата совест е чиста. Јас и мојот тим вложивме надчовечки напори да се спасат што поголем број луѓе. Работевме дење и ноќе. На кобниот ден, 8 септември 2021, во ковид центарот биле сместени 26 пациенти. Дел од нив биле со придружба, 14 загинаа, а 12 беа повредени. Македонските кримтехничари утврдија дека пожарот бил последица од прегревање на кабелот на дефибрилатор за реанимација. На исприклучок бил ставен уште еден апарат и полнач за мобилен. Првата пресуда за копниот пожар беше во јуни 2023. Им се судеше на поранешните директори и уште еден лекар кој доби ослободителна. Во мај 2024 апелациониот суд во Гостивар одлучи предметот оди на повторно судење поради нејасноти во одлуката. Ова е една од најголемите трагедии што и се случиле на Македонија. За жал, остана неразјасната и без испорачена правда.